Брзината е идентификувана како клучен фактор за ризик за безбедноста во патниот сообраќај, кој влијае на ризикот во сообраќајните незгоди, како и за сериозноста на повредите кои се резултат на сообраќајни незгоди. Неприлагодената брзина на условите на патот предизвикува особен ризик од сообраќајни инциденти кои неретко завршуваат со трагичен крај. Во денешниот технолошки напредок, кога возилата имаат поголема моќност и брзина на движење, се повеќе се става акцент на регулирање на брзината во и надвор од населени места. Брзината предизвикува грешки кои тешко може да се отстранат доколку возилото се движи брзо. При поголема брзина тешко е да се избегне пречка на патот, а се намалува и навременото запирање на возилата. Статистиката во земјава вели дека брзото возење и понатаму останува доминантна причина за предизвикување на сообраќајни незгоди со фатални последици. Кога се во прашање брзото возење, главно постојат три групи на возачи, и тоа возачи кои целосно се безусловно ги почитуваат правилата и ограничувањето на брзината, возачи кои некогаш ги пречекоруваат правилата за ограничување и возачи кои често ги пречекоруваат правилата за ограничување на брзината од 10 км/ч над дозволената брзина за растојанието и сопирањето на возилото. Фактот дека побавно возење е побезбедно се потврдува и фактот дека веројатноста за смртноста на пешаците при удар на возило кое се движи со брзина од 50 км/ч е 85%, додека пак веројатноста за пешак да загине при удар на возилото кое се движи со брзина од 30 км/ч е помалку од 10%. Контролирањето на брзината на возилото може да го спречи склучувањето на сообраќајните незгоди, а кога тие ќе се случат, може да го намалат нивните последици. При тоа намалуваат за сериозноста на повредите кај жртвите. Децидни се од бирото.